Во конфекција со 200 вработени, работодавачите се со тенденција да има 20 вработени од Непал, Филипини и слично, вели Ангел Димитров. Кочанска конфекција веќе е во преговори за вработување на лица од Непал, а процентот на работници и производството во текстилната гранка постојано е во тренд на опаѓање. Стои проблемот со заминување на работниците во пензија, а работодавачите свесно го намалуваат бројот на вработени. Една кочанска конфекција минатиот пат рече дека почнала разговори со една агенција за увоз на работници исто од Непал. Кога ќе биде тоа не знам, но сите се откажуваат од големите процедури. Тој процес трае многу долго, се уште не е либерализиран тој процес со страна на владата и да се надеваме дека ќе во текот на оваа година кога се формира нова влада дека ќе работи на тоа поле. Просечно некаде околу 3% паѓа, ова бидејќи минатата година беше тој процент поголем заради сите овие нови случувања, значи некаде меѓу 3 и 5% очекувам да падне и бројот на работниците и индустријското производство во оваа гранка. И додека од една страна се намалува бројот на вработени во текстилниот сектор, од друга страна стои проблемот со исплата на регрес за годишен одмор. Председателката на Гласен текстилец Кристина Ампева посочува дека ваков проблем се појавува не само кај текстилниот сектор, туку и кај други гранки. Но дециднаев дека вработените потпишуваат спогодбени договори и затоа трудовиот инспекторат не може многу да помогне. Опфатот некои 2484 работници, значи се работи за приватен сектор, не стрикно за конфекции, него имаме и градожни компании, и фирми за обезбедување, и фирми за чистење, маркети и слично, значи во целиот приватен сектор и во градови ширум Македонија. За жал, повторно ќе речам, значи си постои тој проблем каде што се потпишуваат спогодби на помал износ на оној кој што нели законски се пропишува де. Меѓутоа ете ако потпишате спогодба со работниците и кажете еве нели дека се согласувате наводно да земете 1000 денара К15, трудовиот инспекторат не може многу, еве сега баш ги имаме тие одговори каде што има помала исплата дека согласно колективниот договор потпишан од ССМ и од организација на работодавачи се е законски, работниците иако добиле помала исплата, сепак тоа е законски утврдено. Инаку пред одреден временски период 4 конфекции во Штип ставија клуч на врата, со што дополнително вработените останаа на улица. Ваква слика во текстилниот сектор се појавува се почесто, не само во Штип, туку и во останатите градови од истокот.